Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Учителу, што да направам за да добијам живот вечен? Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Големиот проповедник Соломон во едно од своите безбројни мудри изреки зборува за доаѓањето на тешките денови и за годините во кои ќе речеме дека не ни се мили. И навистина ние доживуваме такви денови. Во денешниот немилосрден свет владае одврат на себичност и меѓусебна борба на едни против други. За сите нас, вистинските православни христијани, се појавува едно тешко прашање, кој го поставил и еден законик уште во Христовото време. Учителе, што да направам за да добијам живот вечен? Во која смисла и во кој дух треба да ги живееме овие невремиња, за да добиеме и ние вечен живот, како едни во својата лесномисленост се смеат недолично, ги растураат своите богатства за непотребни нешта, уживаат во своите страсти и сласти, а други пак немаат ниту основни услови за нормален живот. На прашањето од овој законик, Спасителот Христос ја раскажал познатата приказна за милостивиот самарјанин, која ја слушнавме и денес, во која приказна се открива универзалноста на христијанството, но исто така и во Христовото време честопат се воделе расправи и за тоа кој може да го сметаме за ближен, зашто кај јудејците немало ниту тага, ниту мислењето дека секој еден човек може да биде наш ближен. Зашто кај јудејците немало ниту трага од мислењето дека секој еден човек може да биде наш ближен. Евреизмот бил преполн со тесноградните национални сваќања и ги презирал сите други народи, поаѓајќи од фактот дека Бог го избрал израелскиот народ и го одвел од сите други народи во светот. Фарисеите, убедени и горди на својата праведност, толкувале дека зборовите на законот за љубов кон ближните се однесуваат само и единствено на припадниците на избраниот народ. Милостивиот самарјанин е самиот Господ Исус Христос. Он им го даде на луѓето новиот закон, законот на љубовта, милосрдноста и простувањето. Раскажувајќи ја оваа приказна, Спасителот Христос го даде одговорот на поставеното прашање од страна на законикот. Кој одговор важи и за сите нас? Ако сакаме да наследиме живот вечен, потребна е милостивост кон сите луѓе, а особено кон оние кои се во страдање и кои се презрени од останатиот свет. Кој не сака да се покори на Божиот закон, токму оваа милост на милостивиот самарјанин се наоѓа во основата на Христовата наука. Таа во основа го изменила целокупното уредување на стариот формален јудеизам и преку љубовта направила револуција без меч и крв, каква што светот дотогаш и оттогаш нема видено. Речи си секој од нас денес, кога ќе излезе од овој свет храм, ќе најде на свој ближен, на кого му е потребна било каква помош, слично на денешниот евангелски страдалник. Ако тоа не ни се случи денес, тогаш нашиот страдален ближен можеби ќе го сретнеме утре, затутре или пак до следното доаѓање во овој свет храм. Нашата должност е да му помогнеме секому. Ние, впрочем, и затоа сме и повикани, кога ќе го здогледаме секој страдалник кој е наш ближен, веднаш да се подсетиме на зборовите на светиот апостол Павле. Не нажалуваат, а ние сме секогаш весели. Не сметаат за бедни, а мнозина обогатуваме. Како ништо да немаме, а се имаме.
Овие зборови важат за сите нас. Тоа е нашиот повик, нашата животна задача и единствен одговор на поставеното прашање. Како да достигнеме живот вечен? Зарем овие зборови не се скапоцен Божи прст со кој ние можеме да ги победиме несреќите од ова наше време? Иако нам ни е оставено сами да се бориме со и за нашиот живот. Таа света радост мнозина да обогатуваме нема да дозволиме да ни се одземе, ако ние не сме во можност материјално да им помогнеме на страдалниците. Ако немаме доволно земно богатство, тогаш треба да имаме срце исполнето со нелицемерна вера и несебична љубов. Речи си на секој чекор денес, наидуваме на безброј уморни и преоптеретени од овој тежок живот. Уште повеќе наидуваме на луѓе кои паднале во разочараност од разните искушенија од животот. А зарем тоа не е вистинска можност за нас, слично на денешниот милостив самарјанин, и ние да утешуваме и опоравуваме, да помагаме и да лечиме? Ако несреќата ги поразила луѓето, тогаш љубовта треба веднаш по неа да дојде. Дали ја научивме задачата која денес Господ Христос ни ја поставува? Денес често ги слушаме зборовите: би требало ова или она да се направи, но зборовите би требало во целото Свето писмо не може да ги најдеме. Почесто треба да ги употребуваме зборовите: јас можам и јас сакам. Кога милосрдниот самарјанин би се задоволил со зборовите би требало да помогнам, тогаш и тој би се вброил меѓу разбойниците и бедно би умрел. Ако сретнеме гладни, зарем е тешко да подготвиме еден оброк и за нив? Ако во некое срце има голема болка или во некој дом има безброј грижи, зарем ќе ни биде тешко да им однесеме малку утеха за вечноста која не очекува, а со тоа и малку сончева светлина во нивната помрачена духовна соба? Зарем ни е тешко кога ќе поминеме покрај напуштените и сиромашни дечиња, да им речеме еден пријателски искрен збор и радосно да ги погледнеме во нивните невини очи? Зарем ни е тешко да ги отвориме вратите од својот дом и да им помогнеме на болните и слабите, зашто секогаш е подобро да се дава отколку да се зема? Бил некој незнабожечки цар од кого останала поговорката: секој ден, ако не сум направил никакво добро, за мене е изгубен ден. Па зарем за нас, кои се нарекуваме православни христијани, добрината треба да ни представува терет или секојдневен патоказ кон вистинската цел? Зарем секое утро нема да го започнуваме со прашањето: кому денес можам да му направам некакво добро? И навистина, Господ ќе ни даде таква можност. Во нашиот живот ништо подобро не можеме да го победиме, отколку потребата да живееме за другите и за сите да ја принесуваме како жртва нашата љубов, како бедни кои мнозина обогатуваат. Радоста во Господа е нашата сила. Никогаш да не дозволуваме оваа радост од нас да биде одземена. Никогаш да не забораваме дека ние сме носители на таа радост. Нашето православие треба да го замислиме како еден човек кој има причини постојано да се радува, бидејќи постојано го има Спасителот кој помага и спасува. Тоа треба да го знаеме сите ние без исклучок. Сакаме ли да бидеме православни христијани, тогаш постојано да ја фалиме и славиме Божјата милосрдност и да не ги заборавиме добрините кои Бог нам не ги направил. Само на таков начин ќе бидеме поттикнати и ние кон вршење на добри дела. Не смееме да дозволиме она кое Спасителот ни го дава да го пропуштиме. Денес
Скапотијата може да расте, но неговото слово не поскапува. Може и некоја звезда од небото да падне, но сонцето на милоста кој постојано не грее нема да зајде. Едноставно се може да ни биде одземено, но Спасителот ќе ни остане во нас. Затоа ние сме секогаш богати и како такви секогаш можеме да им помагаме на страдалниците. Секогаш да одиме по Христовиот пат како жалосни, но секогаш весели, како бедни кои многумина обогатуваат, како оние кои ништо немаат, а се имаат. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.